Многу прашања се уште висат над случајот со семејната драма што пред 2 дена се случи на улицата Климент Охридски, а во која животот го загуби 55 годишниот В.С. од Кочани, сопруг на повредената Н.С. и татко на 2 возрастни сина, откако бил избоден со нож. За денеска се очекуваа резултатите од обдукцијата и од другите истражни материјали и докази, меѓутоа поради комплексноста на истите, можно е тие да стигнат и по неколку дена. За сега не се објавува официјално дали имало или не проштално писмо од починатиот и со каква содржина било, а кое во еден момент наведуваше на претпоставка дека се работи за самоубиство. Дотолку повеќе што сега се појавуваат коментари дека самоубиството со нож е невозможно, особено ако се има во предвид дека на В.С. му се нанесени 4 убоди, како и дека можеби некој сакал да го представи како такво, исценирајќи ситуација и докази кои истрагата може да ја насочат во тој правец. За истрагата многу ќе значи со каков исказ ќе сведочи тешко повредената сопруга, 46 годишната Н.С., која веројатно била во безсознание кога незиниот сопруг бил избоден и им подлегнал на повредите. Бидејќи во таква ситуација не можела да знае што точно се случило. Тоа што сопружниците и пред известно време имале расправија, при што В.С. бил повикан и задржан во полиција, е само потврда дека на трагичниот чин му претходеле сериозни расправии. Токму такви како кобното утро. А дали семејната капка може да се испланира, да се подготви проштално писмо и како последица на се да се изврши самоубиство, е премногу сложена теза. Во секој случај резултатите од обдукцијата и истрагата врз употребеното ладно оружје, заедно со другите докази, треба да дадат одговор на многобројните прашања околу овој трагичен настан.